Може би сме имале повеќе прилики да слушнеме или да читаме за Мефивостеј. Он е некој за кој што ние кажуваме дека е библиска личност во сенка. Не е многу кажано за него, но сметам, драги браќи и сестри, дека во неговиот живот се наоѓа една голема порака за црквата денес и за сите нас кои што сме тука денеска. Исто така сметам дека во односот помеѓу Мефивостеј и Давид се наоѓа порака која ние како црква треба да му ја однесеме на светот. Мислам дека тоа е срž на Евангелието кое светот треба да го слушне во ова наше време. И затоа се одлучив ова утро да ја проучуваме биографијата на малиот Мефивостеј. Јаде за почеток да го прочитаме првиот текст за него. Ке отвориме 2 Самуилова 4 глава, 4 стих го читаме. 2 Самуилова 4:4. А таму пишува: Сауловиот син Јонатан имаше син хром на двете нозе. Нему му беа 5 години кога од Израел дојде глас за Сауловото и Јонатановото загинување. Неговата гледачка го дигнала и избега, но заради брзината на бегството детето падна и остана хромо. Името му беше Мефивостеј. Ајде за почетокот да видиме што се случувало, драги браќи и сестри, да ја видиме позадината на целиот овој настан, целата ова приказна. Вие знаете дека првиот израелски цар, како што рековме, кој што бил избран од кој? Од Бога е бил Саул. Бог го одбрал Саул, а Саул не бил верен на Бога. Така да Бог го отфралил. Избрал нов цар, а новиот цар бил Давид. Пророкот Самоило го помазал Давид за цар уште додека било владењето на Саул. Саул го мразел Давид од дното на душата. Така што дошло до граѓанска војна. Од едната страна приврзаниците на Саул, од другата страна следбениците на Давид. Така што дошло до граѓанска војна. Сега, приликум еден сукоп или битка загинале Саул и Јонатан. Сега, кога таа вест стигнала до Сауловиот дом, кога оваа негователка слушнала која го чувала малиот Мефивостеј, брго го земала ова дете и почнала да бега со него. Но додека така бегала, паднала и ова мало дете ги скршило своите нозе, кои што никош не зараснале. Само за неколку моменти целиот живот на ова мало дете се променил. Пазете, било од царско семејство. Ги уживала сите предности на едно такво семејство. А само за неколку моменти морало да го напушти својот дом. И не само што го напушил тој дом, туку паѓа и ги крши двете нозе. Она прашање кое што јас си го поставив додека ја проучував ова глава и проучува за Мефивостеј, зошто ова негователка така бргу го зграбила ова дете и бргу трчала со него? Пазете, тоа имало само 5 години. Тоа не било некоја закана за Давидовата војска. Не било некоја закана и не бил некој негов личен непријател. Зошто било толку важно и хитно да се земе ова дете и да се побегне со него? Знаете, имало обичај во она време, кога ќе дојде во промена, кога на нов владетел ќе дојде на власт, тогаш било обичај тој нов владетел да ги убие сите кои му припаѓале на претходниот цар. И тоа со таа причина никој никогаш да не биде закана за неговото царство, за неговиот престол. Тоа било најдобро сите да се лишат, за да не се случи еден ден некој да дојде и да рече дека тој престол ми припаѓа мене. И ова бебиситерка тоа го знаела. Она знаела за тој обичај кој што владеел во тоа време на истокот. Затоа што таа бргу го земала ова дете и почнала да трча. Кога паднала со ова дете,
немало време да стане да ги превие неговите нозе. Немала време да побара некој стручност од некој лекар, затоа што значело дека тој нов цар би можел да го фати. Секој момент бил битен. И заради тоа на малиот Мефивостеј нозете веќе никогаш правилно не му зараснале. Библијата кажува, ако ги читате текстовите, дека тие се настанале во местото наречено како? Лодебар. Лодебар. Јас сум сигурен, браќи и сестри, дека никој еден од нас тука кој што седиме не би сакал да седи во тоа место. Лодебар во превод, знаете ли што значи? Пусто место или буквално место без паша. И тоа е правото место на Лодебар, кој се наоѓал локацијски, се наоѓа 13 километри јужно од Галилејското езеро, едно карпесто и осамено место. И ова мало дете, кое било царски син, сега хром го продолжува својот живот во местото Лодебар. Зошто таа го избрала местото Лодебар? Затоа што новиот цар сигурно нема таму да го бара. Таму не се живеело. Било осамено место и помислата е овде, че се скриеме за тој нов цар да не најде. И тој го продолжил својот живот во Лодебар. Неговите нозе никош не зараснале. Он секојаш бил зависен од туѓа помош. Веројатно додека бил млад, гледал како другите деца си играат, посакувал и тој да си игра, но неговите нозе не биле способни да го издржат теретот, дечкиот терет. Само за неколку моменти целиот негов живот се променил. Веројатно низ главата му поминувала зошто токму јас. Зошто токму мене ова ми се случува? Мислам дека тоа е прашање кое што многу пати си го поставуваме ние самите себе си. Зошто Господе, односно на Бога? Зошто Господе? Зошто токму мене? И ако овде би застанале, драги браќи и сестри, со овој извештај, мислам дека тоа не би било ништо ново. Мислам дека сме имале доста прилики и да слушаме, и да читаме, и на наша кожа да доживееме повеќе трагедии во животот. Кога овде би застанале, ова не би било ништо ново. Но кога Бог на своите страници, драги браќи и сестри, од Светото писмо, споменува некои трагедии, тоа не е за нас да не растажи. Не е за нас да не растажи. Туку во ова се наоѓа одредена порака за сите нас. Затоа Бог одлучил ова да остане запишено на страниците на Светото писмо. И она што потоа се случувало со Мефивостеј, мислам дека во тоа се наоѓаат големи пораки за сите нас денес. Што се случило потоа? Значи Мефивостеј го продолжил својот живот во Лодебар, рековме. Годините поминувале. Мефивостеј се оженил. Значи добил сопруга која што го засакала онаков каков што е. Добил син. Ајде поминало некои, да речеме 20 години. Во тој период од 20 години Давид ја зацврсувал својата власт. И кога поминало околу 20 години, се сетил на една одамна заборавена заклетва. Веројатно бил окупиран како да ја уцврстува својата власт и заборавил една таква заклетва. А заклетвата била помеѓу кого? Него и Јонатан, таткото на Мефивостеј. А заклетвата содржала тоа дека Давид му ветил на Јонатан да се грижи за неговиот дом. Наиме Јонатан знаел Давид дека еден ден ќе биде на престолот. И тогаш Јонатан му рекол: Давиде, кога ќе дојдеш на престолот, те молам да се грижиш за моето семејство. Давид ветил: и јас ќе се грижам за твојот дом. И нажалост Давид ја заборавил таа заклетва. И еве сега од прилика после 20 години Давид се сетил на своето ветување кое му го дал на Јонатана. Вие знаете дека тие многу се сакале, се почитували и биле цврсти пријатели.
Хајде да кажеме дека никогаш не е касно за исполнување на ветувањата, нели? Важно е да се сетиме и да имаме волја да ги исполниме. И сега после 20 години Давид сака да го исполни ветувањето кое му го кажал на Јонатан. Одиме сега во 9 глава да видиме што рекол Давид. Значи се селиме од 4 глава во 9 глава. Она што е можеби од помеѓу 4 и 9 глава е тоа што Давид кога ја зацрсувал својата власт. И сега во 9 глава Давид кажува. Читаме од 1 до 5 стих. 9 глава од 1 до 5. Еден ден Давид праша: има ли уште некој преживеан од Сауловата куќа за да му направам милост заради Јонатана? А во Сауловата куќа беше слуга по име Сива. Него го повикаа пред Давида и царот го праша: дали си Сива? А тој одговори: јас сум твојот слуга. А царот продолжи: зар нема веќе никој од Сауловата куќа за да му искажам милост? А Сива му одговори на царот: има уште еден Јонатанов син кој е хром на двете нозе. Царот го праша: каде е тој? А Сива му одговори на царот: ене го во куќата на Махир, синот Амилов, во Лодебар. Тогаш царот Давид испрати по него во куќата на Махир, синот Амилов од Лодебар. Она што јас верувам, драги браќи и сестри, е дека малиот Мефивостеј во тие години на растење живеел во голем страф. Живеел во Лодебар, никогаш не го напушил Лодебар. И секоја живеел во страф, дека можеби новиот цар ќе го пронајде. Можеби ќе ги изврши сите оние обичаи кои што владеле во она време на истокот. Пазете, јас верувам, драги браќи и сестри, читајќи го сето ова, дека секое тропање на неговата врата значело дека можеби некој дошол да го побара Мефивостеј. Сега некако годините поминувале. Па он добива уверение дека можеби и навистина е заборавен. Никој не го бара во Лодебар. Се оженил, добил семејство. И тогаш, одеднаш, некој затропал на неговата врата. И тоа никој друг, туку слугата на царот Давид. И му кажува: Мефивостеју, треба да се појавиш пред Давид. Како сето ова, браќи и сестри, ги срушило сите негови надежи кои го храбриле до тогаш. Таман помислил дека никој нема да го пронајде, а сега доаѓа слугата и кажува: треба да се појавиш пред царот. Знаете ли што значило ова за него? Смртна пресуда. Он доаѓа пред неговиот цар. Јас верувам дека неговите хроми нозе биле тешки додека чекорел кон Давидовиот дом. Секој чекор бил се потежок и потежок. Тој одел во смрт. Додека Мефивостеј одел кон Давидовиот дом, размислувал сега што ќе каже кога ќе излезе пред Давид. Што ќе каже? Како и на кој начин сега да го омилостиви Давида? И направи еден план. Што да каже кога ќе дојде пред царот? И запазете го овде 6 стих. Што тој му рекол кога дошол кај Давид? 9 глава 6 стих. Кога Мефивостеј, синот Јонатанов, синот Саулов, дојде кај Давида, падна ничком и се поклони, а Давид му рече: Мефивостеју. Тој одговори: еве го твојот слуга. Што прави кога Мефивостеј сега оди пред Давид? Што тој прави? Кажува: паднал на лицето свое, се поклонил и се кажува што уште? Што кажува? Еве го слугата твој. Со други зборови, Мефивостеј сакал да му каже на Давид:
Давиде, царе, јас не сум закана за твојот престол. Јас сакам да бидам само твој слуга. Значи, он направил еден план да се понизи пред Давида. И сега онака, во тој негов страф и неизвестност, што ќе биде и што ќе му рече царот. Она што царот му го рекол, било прекрасно во ушите негови. Давид му кажува: Мефивостеј, не плаши се. Не плаши се. Како, браќа и сестри, ова било прекрасно за него. Во неговиот страф, што ќе биде сега? Давид му кажува: не плаши се. Давид сега има друг план со него. Гледате, браќа и сестри, дека Давид не ги прател обичаите на она време на истокот. Не ги прател. Што викале обичаите? Што викале? Значи, секој кој е дел од семејството на претходниот цар, треба да се погуби. Давид не сака да ги прати обичаите на она време. Што него го интересира? Што го интересира Давид? Што Бог кажува? Што Бог кажува? А Бог овде мисли дека Мефивостеј треба да остане во живот и да се исполни ветувањето кое му е обечено или ветувано од Јонатан. Мислам дека овде се наоѓа една поука и за нас. Дали ние треба да ги пратиме обичаите, драги браќи и сестри, и традициите на времето? Треба ли? Не. Во времето во кое што живееме? Не. Треба секогаш да се прашуваме што Бог кажува, што Бог мисли. Значи, што Бог мисли, тоа е најважно и тоа е важно. Она што понатаму Мефивостеј го слушнал, не би можел да го замисли ни во најсјајните, да така кажам, мечти и соништа. Дека вакво нешто убаво ќе чуе од Давид. Запазете ја убавината на зборовите кои ги слушнал во седмиот стих. 9 глава 7 стих. А Давид му рече: не бој се, зашто сакам да ти искажам милост заради твојот татко Јонатан. Ке ти ги вратам сите ниви на твојот дедо Саул, а ти секојаш ке јадеш леб на мојот стол. О, драги браќи и сестри, како ова сето било прекрасно во неговите уши и за напатениот Мефивостеј. Кажува: јас ќе ти ги дадам сите ниви на Саул. Што тоа значило? Саул бил цар, имал многу. Што значи? Се ќе ти дадам. Јас сето тоа ќе ти го вратам. И не само тоа, кажува туку ти ќе седеш и ќе јадеш со мене на мојата маса. А знаете ли, драги браќи и сестри, кој можел заедно да јади со царот? Кој? Само оние кои што се синови на царот. Со други зборови, Давид кажува: ти ќе живееш во мојот дом и јас ќе те прифатам како свој син. И ти ќе јадеш заедно со мене. Како се тоа било прекрасно за напатениот Мефивостеј. Мефивостеј сега веќе не морал да се плаши. Не мора да се крие во Лодебар. Он е сега слободен и не само тоа, тој сега ќе живее во царевиот дом. Он ќе биде исто со неговите синови. На вистина ова било прекрасно. Давид укажал голема милост. И само за неколку моменти имате една голема промена. Неговиот живот повторно се менува. Како реагира Мефивостеј? Запазете го 8 стих. Мефивостеј се поклони и рече: што е твојот слугата му искажуваш почит на пцовисан пес каков што сум јас? Гледате, браќи и сестри, Мефивостеј знаел дека со ништо не заслужил една ваква милост. Тој кажува: кој сум јас? Јас сум само дел на непријателското семејство кое што го бараше твојот живот. Хром сум, се наоѓам таму во Лодебар.
и таму живеа. Со што јас заслужив една ваква голема милост од тебе? Тој знаел дека сам по себе не заслужува, туку дека тоа е дел на Давидовата милост. И кога еден евреин ќе каже за себе дека е мртво куче, тогаш тој на вистина и се понизувал. Вие знаете дека евреите незнабожците ги нарекувале како? Кучиња. И 9 стих овде завршува, што вели. Потоа царот го повика Сива, Сауловиот слуга, и му рече се што им припаѓаше на Саула и на неговата куќа, сето тоа му го давам на синот на твојот господар. Значи овде Давид го исполнува тоа што го кажал. Зошто ова попладне? Одлучив, драги браќи и сестри, да го поделам ова приказна или сето ова и да ве подсетам на овој библиски текст за односот помеѓу Давид и Мефивосте. Зошто? Јас морам да ви кажам дека мене овој однос помеѓу Давид и Мефивосте ме подсеќа на еден однос помеѓу Бога, Исуса и нас, грешниците. Сите ние, браќа и сестри, сме родени со инвалидитет, како и Мефивосте. Може би некој ќе каже, па јас се гледам, можам да одам, здрави се моите нозе, можам да трчам. Сите ние сме родени и хроми на еден друг начин. Нашите срца се несовршени, драги браќи и сестри. Павле кажува, смртта дојде врз сите луѓе затоа што сите сгрешија. Сите сме на одреден начин хроми. Сите сме се нашле, да така кажам, во тој духовен лодебар. Кога мислиме лошо, знаете ли зошто мислиме така, драги браќи и сестри? Затоа што нашиот ум е нечист. А кога посакуваме лошо, знаете ли зошто тоа го посакуваме? Затоа што нашето срце е грешно. Сите сме се нашле во тој духовен лодебар. И би биле во тој духовен лодебар изгубени за секогаш, ако нашиот цар, нашиот Бог не дошол да не побара во тој лодебар. Пазете, не го побарал Мефивосте и Давид, нели така? Туку Давид го побара Мефивосте. Исто така и Бог трага по нас, кои сме изгубени во тој духовен лодебар. И она што е важно, драги браќи, да го запаметиме, сите сме изгубени. Сите до еден. Никој за себе не може да каже јас не сум изгубен. Сите до еден сме изгубени. Некој може би е изгубен во гревот на дрогата, некој во гревот на алкохолот, некој во гревот на прељубата, некој во гревот на зависта, на љубомората, на гневот и така натаму. Долга е таа листа и широка. Ние сите без разлика сме изгубени таму, ако нашиот цар не дошол да не побара. Може би денес некој од вас се чувствува изгубен, драги брати и сестро, но знај дека Бог те бара. Бог те има на срце. Бог ги бара оние кои се изгубени. Зашто? За да би ги спасил. И ако не се противиш, драги брати и сестро, Бог ќе те пронајде. Да ме прашам. Зошто Давид му укажал милост на Мефивосте? Зошто? Поради кој? Поради Јонатан. Јас верувам, кога Мефивосте застанал пред Давида, Давид во тој Мефивосте го видел Јонатан, кој толку многу го сакал. Вие знаете дека нивната љубов била неверојатна. Јас верувам дека сега Давид во Мефивосте можел да го види истиот поглед, истата боја на гласот, истите манири, сличните црти на лицето, истиот Јонатан кој толку многу го сакал. Исто како мојата жена што ми вели мене во последно време, како годините одминуваат, те гледам тебе исто како татко ти да го гледам. Како зборуваш, како се однесуваш, исто како татко ти. Така и Давид такво нешто видел во Мефивосте.
Тоа ви е исто, браќа и сестри, како зошто бабата и дедото ги сакаат внуците? Зошто? Зошто? Затоа што ги подсечаат. Затоа што се дел од нивните деца. И заради децата, они уствари ги сакаат внуците. Тоа е таа линија, тоа е таа врска. Зошто сега му укажува Давид милост заради Јонатан? А да ве прашам нешто. Кога ние ќе дојдеме пред нашиот Бог и го прифатиме Исуса Христа, кој Бог го гледа наместо нас? Кој Бог го гледа? Исус Христос. Значи, кога ќе застанеме пред Бога, тој веќе не гледа нас, туку во нас го гледа својот сакан син Исуса Христа. Јас сакам една реченица да ја спомнам од еден писател кој рекол: не е веќе важно што Бог мисли за мене, туку што Бог мисли за Исуса Христа. Бог нас ни чини милост поради својот син, драги браќи и сестри. И он во нас уствари го гледа својот сакан син. Ние пред Бога сме облечени во Христовата облека на праведноста. Мефивостеј се поклонил пред Давид. Дали ние можеме да се поклониме на Бога за тоа големо предимство и за таа голема милост која што ја уживаме и ја имаме? За таквата прекрасна милост која Бог ни е укажал на нас. Дали сме свесни, браќи и сестри, дека ние во нас немаме ништо посебно што можеме да му понудиме на Бога, освен што? Освен гревот. Мефивостеј бил свесен за тоа и тој знаел: јас немам ништо со што би ја заслужил ова милост. Драги браќи и сестри, ние зависиме од Божјата милост. Ако мислиме дека ја заслужуваме таа благодат, тогаш тоа е плата, а не милост. Ние не можеме да ја искусиме она права Божја милост ако мислиме дека заслужуваме она што Бог го спремал за нас. Читав пред некое време за еден научник кој се кажува, многу се разболел и сите мислеле дека ќе умре. И тогаш во посета му дошла неговата побожна тетка и го прашала: дали се помери со Бога? Не се сеќавам дека некоја сме се скарале. И рекол: сега, во тоа е проблемот. Ако не сме знаеле дека сме во кавга со Бога, дека сме криви пред Бога, тогаш е залудно, драги браќи и сестри, се. Тогаш е залудна и милоста. Милоста не спасува, драги браќи и сестри, сама по себе. Милоста е само да кажам, само дадена можност. Исто како Тоше беше во Англија со сопругата и фамилијата. Во Англија за да отидеме, дали треба да исполниме некои услови или можеме да се качиме и да летне? Треба правен да поднесеме за виза, да исполниме одредени услови, да поднесеме. И дури и тогаш ако добиеме виза, уште ние не можеме да отидеме. Треба да отидеме да се качиме на авионот. Уште не сте отиди. Треба да слетаме таму во Англија. Значи сама по себе милоста не спасува. Верата е ништо, драги браќи и сестри, ако не исполниме одредени услови. Мислам дека залудно е ако не знаеме дека сме во кавга со Бога. Залудно е милоста која што Бог ни ја нуди. Мислам дека ова порака е важна за црквата денес. Јас би ве повикал и би се повикал на Откровението и 7-те цркви. Знаете дека ние најмногу карактеристики имаме со која црква? Со 7-та црква или Лаудикеја. Ние можеме да имаме карактеристики, имаме и со другите цркви, но најмногу цркви имаат сличности со Лаудикеја. Што е проблемот со Лаудикеја? Многу пати сме кажува: богат сум, се збогатив и ништо не ми е потребно. Тоа е главниот проблем. Мене не ми треба Божја милост. Затоа што јас се збогатив, јас сум богат. Така да ова порака за Мефивостеј. Тој знае дека не ја заслужил милоста.
Јас се сеќавам исто за едно искуство кое го читав одамна и ми остана во сеќавање. Се работи за една верничка во адвентистичка црква. Се кажува дека сестрата била позната по големата ревност за Бога. Му помагала на луѓето. Секогаш била на услуга онаму каде што требало. И сите ја фалеле ова сестра. И сметале дека ако некој треба да биде спасен, тогаш тоа е неминовно таа. И кажува она дека еден ден сонила сон. И во тој сон го видела Исуса со големото мноштво на спасени со бели облеки на Христовата правда. И ги гледала и кажува, уживала во тој поглед. И кажува одеднаш се запрепастила, сваќајќи дека таа не се наоѓа во таа група на спасени луѓе. И кажува дека ја зафатило голем страв, затоа што не се наоѓа во таа група на спасени туку надвор. И тогаш го свртела погледот на својата облека. И кажува на себе ја видела наместо Христовата праведна, бела, чиста облека, ја видела собствената најубава облека од својот ормар. Ова најубава облека од ормарот биле тие дела кои таа ги ставала пред Бога. Таа правела добри дела за да би се препорачала на Бога. Јас мислам, браќи и сестри, дека затоа што многу се сматраат како препорака за небото, тоа ќе биде причината за нивната пропаст. Можат тие обиди и на почетокот и да бидат, да кажам, и успешни, и искрени, но никогаш нема да ја донесат вистински мир и спасение на нашата душа. Мирот и спасението може да го донесе милоста Божја. Само благодатта што Бог ја припремил за секој еден од нас, само таа Христова праведна облека која Исус ја понудил за нас денес. Кој сум јас, кажува Мефивосте, и што заслужив така голема милост? Ние не сме ја заслужиле, тоа е дело на милоста Божја. Цел овој случај за Мефивосте и завршува со еден преубав стих, драги браќи и сестри, кој сакам на крајот да го прочитам. Тоа е последниот стих од 9 глава. Последниот стих од 9 глава. Што таму пишува? А Мефивосте престојуваше во Ерусалим, зашто секогаш јадеше на царскиот стол. Беше хром на обете нозе. И овде го имате тој контраст. Јадеше заедно со царот, а беше хром на двете нозе. Покушајте да размислите нешто во своите мешти, драги браќи и сестри. Звони царското звоно во Давидовата палата. Стигнува главното семејство. Влегува оној кој што е по волјата Божја, а тоа е цар Давид. Оди и седнува на чело на масата. Влегува згодниот и убав Авесалом. Влегува убавата Тамара, Давидовата керка. Влегува мудриот Соломон. Седнале на масата и тогаш одеднаш слушаат некои звуци, некое неодредено одење и чекорење по ходникот. Знаете ли кој тоа бил? Мефивосте. И сега Мефивосте со оние штаки хром влегува во Давидовата палата и седнува на масата. Зар не е прекрасно, драги браќи и сестри, напатениот Мефивосте да биде дел од Давидовото семејство, да биде прифатен како еден од неговите и секогаш јадеше заедно со него. Размислува за тоа кога тој седел на своето место, драги браќи и сестри. Ако имало некој бел чаршав преку таа маса, знаете ли што тој чаршав прекрил? Ги покрил неговите нозе. Ако бисте гледале, може би нема да приметите дека тој е хром. Јас мислам, драги браќи и сестри, кога ние доаѓаме пред Бога, што ние добиваме за нашите мани? Што? Што добиваме? Ја добиваме Христовата
праведна бела облека. Белата Христова облека на праведноста, која ги покрива сите наши мани и сите наши недостатоци. А да ве прашам нешто, што Исус рекол, на која маса ние ќе јадеме ако ја прифатиме, ако го прифатиме во својот живот? Што рекол во Лука? Да јадете и пиете на трапезата моја во царството мое. Нашиот цар не повикал да седиме. Зарем тоа не е прекрасно дека еден ден ќе јадеме на таа некоја небесна трапеза? Дека преку цела вечност ќе се дружиме со нашиот цар. Пазете, ние Мефивостеи на овој свет, кои се изгубивме во тој духовен лодевар. Ја имаме таа предност да седниме на таа небесна трапеза, драги браќи и сестри. Замислите само, може би таму покрај нас ќе седи Мојсей, може би ќе седиме покрај Илија, може би покрај Јона. Може би ќе седиме и покрај Мефивостеј, може би покрај Исак Њутон, може би покрај Лутер, да речеме. Таа листа е долга, но Бог чека на неговите деца што да влезат. Тој ја припремил поканата за тебе. Дали ќе ја прифатиш? Дали ќе ја прифатиш покана? Која е поканата? Неговата милост. Поканата ни е дадена. Ни е дадена. Милоста, драги браќи и сестри, како што реков, не спасува, таа е само дадена можност. Во кој момент, драги браќи, он зошто не може да реагира ако ние не се одзовеме на тој повик, на таа покана? Во кој момент неговата семоќ постанува негова немоќ на Бога? Во кој момент, драги браќи и сестри? Во моментот кога ние ја практикуваме слободата која што тој ни е дал. Ние одлучуваме, драги браќи и сестри, дали ќе ја прифатиме подадената рака, односно милоста преку Бога. Мефивостеј верувал дека Давидовата љубов е вистинска, а желбата на Бог денес е дека неговата црква верува дека Божјата љубов е вистинска. Така не ли? Веруваме. И мислам дека ова порака не е важна само за нас, туку и за светот, драги браќи и сестри. И мислам дека ова порака треба да ја чуат луѓето околу нас. А прва работа е тоа дека се криви пред Бога, дека се скарани со Бога. Тоа е прва и основна работа. А кога тоа ќе го осознаеме, дури тогаш доаѓа милоста Божја. Да зборуваме за милоста Божја, драги браќи и сестри. Да зборуваме за тој позив кој Бог го спремил за секој еден од нас. Да седиме на таа голема трапеза, да се дружиме преку целата вечност со нашиот цар. Јас мислам дека тоа ќе биде она што ќе ги привлече луѓето кон нашиот Бог. Нека му е вечна благодарност на големата искажана милост према сите нас. Амин.